Благодарам, почитувана председателка на комисија, почитуван заменик министр за финансии, почитувани колеги, ценената јавност. Да дојдеше овој амандман од некој кој што не бил вице-премиер за економски прашања, ќе беа искрени и реални намерите и она што се говореше по овој амандман. Меѓутоа, кога доаѓа од поранешен вице-премиер за економски прашања, не може човека да не си го постави прашањето колку домашни компании имаа можност досега да воведат нови технолошки решенија и да ја зголемат својата конкурентност на пазарот, што е клучен фактор за одржлив економски раст и зголемена продуктивност. Затоа што ова не е новина, ова функционира со децении во Република Македонија. И мене ме интересира, заради кредибилитетот на поднесувачите на овој амандман, да добијам одговор кои биле ефектите во македонската или по македонската економија по однос на средствата кои што досега како држава ги инвестираме, а се пари, буџетски средства на граѓаните на Република Македонија, за кои што сме обврзани за рационално трошење. Бидејќи средствата одат кон Фондот за инновации и технолошки развој, неминовно е човек да постави прашање како поранешниот вице-премиер за економски прашања дозволил да нема соодветен начин на контрола како се трошеле тие средства и да дојдеме до ситуација да по ревизорски извештај се утврди дека преку 60, не 6, преку 60 проекти или 3,2 милиони евра буџетски пари се исплатени на фиктивни и непостоечки проекти. Затоа што задачата на вице-премиерот за економски прашања не е само да прави пресконференции, да се фали колку средства се обезбедени, туку неговата задача и суштинска задача е да ги контролира тие средства, како биле трошени и да ги следи ефектите од тие инвестирања на државата. И затоа прашав кои се ефектите. Колку домашни компании, го читам од вашето образложение на амандманот на правничката група, колку домашни компании имале можност да воведат нови технолошки решенија. Не овие што ви ги споменаа претходно за топла вода, пица и такви работи, зборуваме за суштина овдека. Сакам да зборувам за суштина, не за политиканство. Затоа што е клучен фактор за економскиот раст. А сите знаеме колкав беше економскиот раст во изминатиот период. Каква е продуктивноста во Република Македонија. И тука мене ми е проблем намерата на поднесувачите на овој амандман, дали е искрена или се однесува на пополнување на овие дупки кои што тие ги направиле во претходниот мандат со непродуктивни и да не речам криминални, се надам институциите ќе си го кажат последниот збор, трошење на овие финансиски средства. Сега одиме понатаму. Самиот образложувач на амандманот во својот говор рече дека ФИТЕР е во одредена фаза на акредитација и дека со завршување на тој процес на акредитација ќе дојде до милионски фондови. Тоа е одлична работа, се надевам дека ќе ја завршиме и ете не 123 милиони денари, туку милиони евра до кои што македонските компании преку ФИТЕР ќе имаат можност да обезбедат за вакви технолошки инвестиции. Дополнително, заменикот министер за финансии рече, пошто го поддржувам и ќе го држам за збор, како пратеник од власта, дека во случај да овие средства кои што се предвидени за ФИТЕР не се доволни, апсолутно дека при следниот ребаланс ќе бидат надополнети и немаме никаква намера ниту да го подкопуваме функционањето на ФИТЕР, нити било што од она кое што беше напоменато, но да имаме намера, како влада, како владеачко мнозинство, да воведеме правна држава и за сите
оние сомневања за сторен криминал во секоја една институција, вклучувајќи и оваа, да има соодветна разрешница и соодветна казна, за да во иднина не се повторува, затоа што сведоци сме дека, за жал, и тоа е нешто што цело време е барање и на јавноста, и на меѓународните партнери во релевантни извештаи, дека криминалот, високиот криминал, оние криминал во кој што се инволвирани политичари, генерално 30 на години поминува неказнет или недоволно казнет, па затоа се уште има мислење дека се исплати криминалот кога си политичар. Затоа треба заедно да застанеме позади ваквите принципи и да овозможиме секој еден политичар кој што се огрешил пред законот и ја злоупотребил довербата на граѓаните преку извршување на својата функција, да сноси соодветна ригорозна казна. И сега, што прави владата, ви рече, актуелна влада, ви рече и Замеников. Генералната вкупна поддршка за стопанството е енормно зголемена, што мислам дека предлагачот, еден од предлагачите како поранешен министер за вице-премиер за економски прашања треба да го поздрави и е добро. Сега зборуваме овдека за начинот на кој што таа поддршка на стопанството се спроведува од актуелната влада. Сите сме политичари и пратеници и базично нешто во политиката е да излезеш на избори и да ја понудиш својата програма и да го понудиш својот начин како политички субјект на спроведување на политиките доколку граѓаните ти ја доверат можноста тоа да го правиш. ВМРО ДПМН излегла со своја програма, нормално, логично, следствено и СДСМ излегла со своја програма и граѓаните кажале дека оваа програма, која што значи како до сега, која што значи 60 фиктивни проекти и 3,2 милиони евра проневерени од ФИТР, да, баш тоа го зборувам, од ФИТР, не го сакале. Имам доволно колку што треба да имам 10 минути, колку што е предвидено со деловник, многу помалку од вас како предлагач. Благодарам. Значи, добила поддршка оваа влада, не добила поддршка вашата влада и начинот на кој што вие сте ги воделе процесите и не 123 милиони денари колку што вие барате, туку 250 милиони евра оваа влада ќе стави на располагање на македонските домашни компании за нивните инвестиции и потреби. Ви се допаѓало тоа вам или не? Ситуацијата во државата е таква, вие повеќе не сте вице-премиер за економски прашања и вас веќе никој не ве прашува за економските политики на владата. Имаме нова влада која што има своја програма, која што добила легитимитет од преку половина милион граѓани на оваа држава и која што таа програма, следствено на она која што го ветила, ќе ја спроведе. Повторно тоа би се допаѓало тоа вам или не? Тоа што вие лично, како предлагач на овој амандман, имате проблем со председавач на Европска Унија. Имате проблем со начинот на кој што одредена држава ги обезбедила финансиските средства, во случајов овој кредит унгарски кој што вие го спорите цело време. Тоа е ваш личен проблем и тој проблем можете да си го говорите. Меѓутоа, тоа не значи дека оваа влада не треба да го спроведе тој проект кој што го ветила пред граѓаните и за кој што добила легитимитет. Проект кој што е усогласен со сите релевантни стопански комори во Република Македонија и нормално начинот на кој што ќе се дисперзираат тие средства до компаниите ќе биде договорен и е договорен со компаниите и ќе е договорен начинот и преку домашните банки како ќе биде тие пари ќе дојдат до компаниите на начин кој што ќе значи ефикасност, транспарентност и најмалку штета по буџетот на Република Македонија. Така што, она која што јас би го советувал, како колега пратеник, е да го повлечете овој амандман, затоа што суштински ништо нема да промени во Република Македонија, бидејќи начинот на кој што вие сте раководеле го се покажал како катастрофален по однос на економијата во Република Македонија и да дозволите на некои нови луѓе со нови и свежи идеи да ви покажат како се стимулира економски раст и развој во Република Македонија. Ви благодарам.